За таа цел, велиме дека мора да има силна финансиска поддршка пред се на мали и средни предпријатија. Фамилиарни бизниси, такви како што сега, како што разговаравме со некои од вас и присутните, кои што сте присутни тука во претходните средби, дека не постоењето на гигантите од типот или поголемите компании, како Кабли, Неготино, проблемите со повардарија, јадра на времето и така натаму, кога ги немате тие веќе капацитети, тогаш единствено решение е да му помогнете на домашните производители, оние кои што од вас веќе или некои од вас имаат идеи да веќе започнале со производство, пред се на продукти кои што се за извоз, но не е важно и тоа дали се за извоз. Да им овозможите финансиска помош како да продолжат. И ако сега вработуваат 5 или 10 вработени, при тоа имаат проблем, затоа што изворено тешко е во оваа држава да добиете кредит или средства како да го зголемите својот бизнис, дека државата, владата е таа која што ќе им помогне. И тука кажуваме дека финансиската помош за пред се вакви домашни мали компании ќе биде на почетокот 20 до 50 милиони евра. И тоа не е лага. Исто така сме ги пресметали овие средства. Тоа не се многу средства. Тие ги има во буџетот кога работите домаќински. И најмалку 20 до 50 милиони евра ќе бидат директна помош. Најверојатно како неповрат или како бескаматни кредити или кредити со изворено мала камата, во кои што процедурите на давање на кредити ќе бидат многу едноставни за разлика од тоа што сега се случува во банките, со банките. ВМРО Груевски се фалат постојано за кредити добиени од Европска инвестициона банка, оние што се бизнисмени знаат колку е тешко да дојдете до тие кредити бидејќи се даваат преку комерцијалните банки. И каматата е превисока, но и сите документи кои што ги бара за да дојдете до тој кредит се нешто што не може да го исполнат ни Microsoft најверојатно. Пензионерите треба да бидат многу спокојни, да не паѓаат на пропагандата која што каже оваа власт. Пари за пензии има и во моментот, иако дефицитот е се поголем и поголем. Но она што јас не го дозволувам како дополнителен заменик министер е да се зголемува долгот за непотребни трошоци. Да се зголемува долгот и да се задолжува државата, односно да се задолжувате сите вие за да се исплатат криминалните договори кои што до сега ги направила со нивните фирми. Завршувајќи ги исплатите Скопје 2014 за наместени тендери и така натаму. За тоа нема да го дозволиме. И моја одговорност е тоа да го спречам и тоа ќе го правам се до крајот. Бидејќи не може тој долг да ви се препише вам, а вие сте единствените што треба да го враќате. Чекаме одлуката на Управниот суд, ако го знаете тој процес, но сакам да кажам дека овие 70 милиони евра кои што се направени овие неколку месеци, на ниеден начин нема да дозволам да бидат влезени во легитимен јавен долг на тоа на вашата на вашите деца и на вашите приходи. Рестарт на ТЕЦ Неготино со гасовод изграден до него или ако нема можност без гасовод на еден друг вид, тип, метод на примена на природен газ и таму кај што нема цевка. Ние ќе пробаме тоа да го направиме по гасовод. Но доколку има било каков проблем, спремни сме тоа да го направиме од друго место на напојување. При тоа, многу битно е да се нагласи дека рестартот на ТЕЦ Неготино ќе значи и нови работни места. Ние планираме со рестартот на ТЕЦ Неготино да отвориме и нови 3-4 нови компании кои што ќе го користат топлината која што се создава како нус производ при производството на електрична енергија. Тоа во стручен жаргон се вика когенеративна постројка, односно добивање на електрична енергија и топлинска енергија во ист процес. Што ќе ги правиме на таа топлинска енергија? Овој земјоделски крај и во периодот од ноември, декември, јануари, февруар ќе се отвори во близината на ТЕЦ Неготино оранжерии, односно рано градинарско производство. Вториот сегмент, втората етапа, вториот квартал од годината, од која не ни треба топлина, во март, април и мај, тоа може да го користи конзервната индустрија. Планираме тука подигнување и на конзервна индустрија
многу близко до ТЕЦ Неготино, затоа што не сакаме да дисперзираме таа топлина на подолга дистанца, за да не губиме од ефикасноста. Третата работа која што исто така ќе се опфати во таа една зона околу ТЕЦ Неготино е сушара за земјоделски производи. Пети тип на нов бизнис таму е исто и разладните комори кои што им треба и во овој крај и во другите краеви, но тука во еден таков процес можеме да создаваме и разладни комори за одржување на одредени земјоделски производи. Тоа е проектот ТЕЦ Неготино. Иако има обврска државата со закон да исплаќа 1% од бруто домашниот производ или преточено во бројки 80 милиони евра од прилика годишно, ова власт изминатите години издвојува едва и по 2 милиони евра годишно. Скоро 630.000 луѓе се одселени од нашата држава во периодот од 10 години владење на ВМРО-ДПМНЕ. Наспроти тоа, 630 милиони евра дадени се за Скопје 2014. Неготино нема родилен дом. После 60 години постоење, во Неготино е затворено акушерското оделение. Барем оној капацитет кој што го имаше пред 20 години, а секако многу брзо веднаш враќање во полна функција на породилниот дом, бидејќи како што спомна и Кире, сега немаме фактички наталитет воопшто на Неготино.